имаме и навивач кој што е дојден со своето детенце дури од Швајцарија, од Луцерн, се работи за Владко Илиев. Па, Владко, кажи ми, беше ли тешко да ја натерате сопругата, предпоставувам, да дојдете овде дури од Швајцарија за да бодрите нашата репрезентација и какви очекувања имате на ова светско првенство? Не беше тешко и она е тука, со радост дојдовме, па сега само победа и напред Македонија. Така, кажете ми, доколку го пратите ракометот, гледате дека сме во тешка група, со двајца во наводница аутсайдери. Македонија денеска сепак успеа да победи. Ја би рекол рутинирано, меѓутоа можеше да биде и многу полошо. Што очекувате од утрешниот меч со Катар? Мислим дека ќе победиме со Катар. Ракомет го пратам многу долго, скоро на секој надпревар за Македонија одиме. Исто така у Виена, во Швајцарија, каде да се одиме и ние. Така. Кажете ми, спремни сте да одиме во елиминации во Барселона, што значи трето или четврто место, или Сарагоса прво или второ место во група? Секогаш не откажуваме. Еве сме со Марко Хаджиевски и Даниел Цонев од Женева. Кажете ми, какви очекувања имате од ова светско првенство, од нашата репрезентација и дали мислите дека ќе вкрстиме во Севиља, во Сарагоса или во Барселона? Значи прво или второ место во група или трето и четврто? Јас сум за прво и за второ, но најнормално. Ние ги пратиме сегде дека одат, ние со нив по нив. И како спортист, како секој спортист се надеваме дека прво и второ. Едно само очекуваме, само прво место, никое друго, само прво. Беше ли тешко да се допатува дури од Женева во Севиља за ова светско првенство? Ништо не е тешко ако се сака. Ние сме група од 5 души, како што имавте сега со мало детенце од 2 години тука. Во понеделник ќе не се придружат од Швајцарија još други 5 души. Не е ништо тешко. За Виена бевме цел автобус. Во Швајцарија ја чекаме репрезентацијата во јуни, ќе ја пречекаме како што треба и не е тешко, дека ако сакат на крај свет да идат и ние ќе одиме. Доколку Македонија оди понатаму, мислите ли дека може да привлече многу повеќе нашинци секаде ширум Европа и од светот? Па сигурно може, само проблем е кај тие што сме во странство и диаспората, кратко време да се земе одмор. Имам една недела одмор земено сега за да бидам тука првите 5 утакмици. За натаму, ако одат и ќе одат, штета нема да може да присуствувам живо-живо, но од дома секој нормално, секој време. Ќе викаме само погласно и така ќе бидеме ко дупло повеќе. Секоја чест ви благодарам и се гледаме на утрешниот меч со Катар. Фала Македонија! Поздрав Швајцарија! За Македонија! За кого? За Македонија! За кого? За Македонија!